Ова зима покрај сезонскиот грип честа причина на подолго отсуство на децата од училиштата и градинките е сипаницата варичела. Лекарите објаснуваат дека ова сипаница кај децата не прави компликации и лесно се поминува. Малакственост, губиток на апетит, промена на расположението може да бидат некои од симптомите. Варичелата е инфективна болест, заразна болест, високо контагиозна и е болест карактеристична повеќе за малите деца, особено децата кои што се во колективи, значи во градинки, во училишта, кога престојуваат во затворени простори. И е карактеристична во периодот на зимата, значи во зимскиот период, бидејќи децата тогаш се повеќе затворени во колективи, повеќе се затворени во простори и престојуваат повеќе деца на едно место. Иначе таа е заразна болест и секоја година, особено кога ќе дојдат ниските температури или кога ќе почне заладувањето, е карактеристично да се појави кај повеќе колективи, било школски, училишта, било градинки. Оваа година можам да кажам нешто и за симптомите на болеста. Обично многу е карактеристично да се препознае и да се диференцијално дијагностички утврди дека е варичела, заради тоа што почетокот на самата болест, тоест состојбата е многу слична со другите вирусни инфекции. Значи таа е вирусна инфекција, морам да нагласам. Значи почнеме со една температура која што може да трае 5, 6 и 7 дена, со една малаксаност, со еден губиток на апетит, промена на расположение и често пати родителите без да знаат, ако претходно немале контакт или им е кажано дека има некое дете болно од варичела, го носат на лекар со цел да се види дали е било каква вирусна инфекција и самиот лекар се разбира ако не го знае контактот, во почетокот не може да точно утврди дали станува збор за сипаница или за некое друго вирусно заболување. Меѓутоа некаде после 7-миот ден од почетокот на тие почетни катарални симптоми што ги викаме при почетокот на секоја инфекција, настанува појава на ефлоресценции, значи црвени петна по телото, и тоа е многу карактеристично за варичелата што таа се првите ефлоресценции настануваат на главата, па потоа се шират надолу по телото, значи последни сегуваат на нозете. За сега бројот на сипаници кај децата во детската градинка Виножито е умерен и родителите се држат на советите на лекарите, вели Јулијана Јованова, медицинска сестра во оваа установа. Во изминатиот период од неколку недели во нашата детска установа Виножито, особено по возрастни групи од 4 до 6 години, имаше отсуство на деца поради појава на сипаница варичела. Тоа беше очекувано во овој зимски период од годината. Сепак децата не се разболуваат наеднаш по првиот контакт, туку поминуваат 14 до 18 дена додека да се појават првите симптоми и веднаш потоа осипот кој се јавува во 2 до 3 налети. Заздравувањето трае 2 до 3 седмици, кога на детето тогаш му е потребна поголема помош и нега од родителите, за да не се продолжи понатаму со некоја суперинфекција и да не дојде до опаѓање на имунитетот. Терапијата за варичела се состои од витаминска терапија, доста течности, антипиритици за зголемена телесна температура и мирување. Локално кожните промени се третираат со течни пудри кои се сушат по нанесувањето и го облажуваат чешањето, велат педијатрите.